Почитувани граѓани на општина Ново село, најпрво сакам да ви укажам дека денешниот прес нема никаква политичка заднина, ниту сакаме да биде сватен така, туку е резултат на неодамна промовираната програма на кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, господинот Блажо Велков, во која програма има голем број на проекти кои се реализирани или се во фаза на реализација, па затоа ние како Оделение за локален економски развој при општина Ново село, кое е директно одговорно за подготовка и реализација на проектите, се чувствуваме повикани да ја кажеме објективната вистина на граѓаните. Имено се работи за следното. Во делот од програмата Локален економски развој има ставено креирање на стратегија за одржлив економски развој. Општина Ново село не само што има донесено стратегија за локален економски развој, туку голем дел од истата е реализирана, исто така општината покрај локалната стратегија во соработка со другите општини од Струмичкиот микрорегион има донесено и стратегија за регионален економски развој. Исто така има наведено уредување на индустријска зона Ново село 1, ако се мисли на површини покрај магистралниот пат М6, тука нема ниту една државна парцела, што значи на приватните парцели тешко се реализира урбанистички план, а ако мисли на парцелите лево и десно од локалниот пат за Смоларе, тие се веќе урбанизирани и се чека на нивна согласност. Исто така индустријската зона Мокрино-Мокриево за оваа зона, значи општината има изработен урбанистички план, ги има поминато сите фази од постапката, единствено се чека на согласност. Исто така, во овој дел има наведено доградба на зелениот и изградба на сточен пазар. Прво се работи за еден проект, кој во соработка со општина Сандански веќе се реализира, а е финансиран од ИПА фондовите од програмата за меѓугранична соработка. Во делот на продажбата на градежното земјиште, општина Ново село е меѓу првите општини и единствена рурална општина кој почна со продажба на градежно земјиште и има продадено повеќе парцели во индустријските зони во Борисово и Зубово. Во делот урбанизам и животна средина, буквално сите негови наведени проекти и се реализирани од страна на општината и тоа. Во делот на дивите депонии редовно се врши чистење на истите и е отпочнато со нивно затварање, а на истите места се врши озеленување на овие површини. За изнаоѓање на концесионер за изградба на регионална депонија во Југоисточниот плански регион, само да информираме дека сите постапки околу изборот се завршени, во моментот со избраниот концесионер се разговара за условите што ги нуди концесионерот и барањата на општините. Озеленувањето на јавните површини се врши редовно согласно плановите на општина Ново село, а за енергетската ефикасност и намалувањето на емисиите на штетни гасови, сакам почитувани граѓани да ве информирам дека општина Ново село уште во 2010 година инсталира фотоволтаичен систем во основното училиште Видое Подгорец во Колешино, потполно независно од мрежата на ЕВН, со што стана четврто училиште во Европа со фотоволтаичен систем, на што посебно сме горди. А во контекст на намалувањето на штетните гасови, општина Ново село изврши замена на уличните светилки кои испуштаат СО2 со економични еколошки светилки. Во делот комунални работи од програмата има наведено дека ќе го догради резерварот за чиста вода за пиење во село Мокрино. Граѓаните од село Мокрино знаат дека резерварот е целосно завршен и во моментот се работи на негово приклучување. Исто така, има наведено реконструкција на резерварот во село Дражево. Сакам да потенцирам дека резерварот во село Дражево е ново изграден објект и треба да биде приклучен само на водоводната мрежа. Во делот на програмата за канализација има наведено дека ќе изгради канализација во Ново Коњарево. Има наведено податоци што не се точни, имено вкупната сума изнесува 423.000 евра и целата постапка е завршена, се чека на изборот на изведувач, што значи понатаму во изведата општината нема никакви ингеренции. Незините ингеренции беа целата работа да се доведе до избор на изведувач, што од страна на општина Ново село тоа е завршено. Исто така, каде што има кажано дека изработи проекти за фекална канализација за неколку населени места, сакам да ви известам дека општина Ново село има изработено технички проекти за населените места Мокрино, Мокриево, Борисово, Зубово и идеен проект за Сушица со комплетни проекти за регионални пречистителни станици. Каналите за одводнување по потреба редовно се чистат од општината, бидејќи општината има ангажирано машина за редовно одржување на одводни канали за период од една година. Во делот за сообраќај вели дека ќе ја подобри сообраќајната сигнализација и дека ќе ги обележи пешачките премини. За информација, општина Ново село важи за една од најдобро
обележените општини од сите аспекти. Во програмата вели дека ќе постави автобуски постојки низ населените места. За информација на граѓаните, веќе општина Ново село ги изработува автобуските постојки и најдоцна за 10 дена ќе бидат поставени. Исто така паркинг местата во општина Ново село се веќе утврдени со одлука на Совет. Во делот на уличното осветлување сакам да кажам дека сите неекономични светилки се заменети со еколошки штедливи светилки и редовно се врши проширување на уличното осветлување и негово одржување. Во делот транспорт и инфраструктура вели дека ќе го реконструира локалниот пат Зубово-Мокриево. Прво, овој пат не е изграден за да се реконструира и второ, за доградба на овој пат има избрано и изведувач. Исто така вели асфалтирање на патот Мокрино-Смоларе, тој пат не е во надлежност на општината, бидејќи се работи за регионален пат и другиот најголем проблем е незавршената експроприација во Мокрино и Смоларе. Во делот поправка и тампонирање на патот Колешино-Бориево, сакам да ги информирам граѓаните од овие населени места дека општина Ново село и општина Босилово веќе имаат донесено